една од ингеренциите која што ја барам да има оваа комисија е да ни даде извештај од денот кога се случил притворот на Талески па се до денес, дали тој подпишал било каков документ, дали воопшто некоја одлука се реализирала во тој период и дали со тоа нанел некоја штета на општината. Точно заради тоа да знаеме дали тоа се врши или не. Би сакала, доколку некој знае дали некој му носи документи на Талески или не, еве кажете ми овде јавно, па може би ќе му испратиме и моето писмено извинување за називот со кој што му се обратив. Може би, еве ќе, или па по некој гулаб, ако му ги пуштате, ќе му го дајме извинувањето. Би сакала да ве замолам како колеги, сериозно да го разгледате овој предлог, бидејќи сметам дека во Битола веќе е крајно време нешто да направите како што треба. Во овој период изминат, додека градоначалникот е во притвор, според сите норми на еден нормален град, не е во ред да нема градоначалник, бидејќи ако било тоа нормално, немало ни да избираме градоначалник. Понатаму, би сакала да знам, ако некој може да ми објасни спротивно на она што јас го кажав, како може, тогаш зошто постои домашниот притвор, ако градоначалникот може нормално да функционира во него. Искрено да ви кажам, ниту очекувам од вас ова да го поставите како точка на дневен ред, може би е подобро да поставите друга точка, па да ставите запирка и да продолжите со моето барање, може би така и ќе помислам. За крај ќе бидам, може би малку сурово искрена, меѓутоа пред 3 години, кога ја славевте победата на Талески, со бел конј по улиците, мислев дека тоа е најлошото нешто што може да се случи на Битола. Пред неколку дена, кога ве видов, вас, почитувани колеги, како со плакати го браните Талески, сватив дека во Битола има многу поголеми зла, отколку белиот коњ. И сигурна сум дека и дечкото, кој што одеше со конјот, денес не сака да гласа за Талески. На крај, комисијата прифатете ја, сами пред себе, бидете чисти и еве, денес сите заедно можеме да побараме посебна седница на која ќе се разгледува тоа како се подпишуваат документите во домашен притвор. Дали се подпишуваат и ако се подпишуваат, кои документи биле подпишани. Сметам дека тоа и ние како советници треба да го знаеме, а секако и битолската јавност. И уште нешто, бидејќи преди ме прекинавте во таа реченица, сакам да ви кажам дека судот во рок од 3 дена го спроведува решението за притвор до работодавачот. Во овој момент е општина Битола. Доколку во тоа решение треба нешто да биде тука јавно искажано, сметам дека било кој од вас треба да стане и да ни каже. Ако немате и вие тогаш таква информација, тогаш потребата од оваа комисија е уште поголема. Ви благодарам.